čudno nenagledno, stoji ta hubo srca tamnice krije. Srca tamnaši ti ni se leješe, no na kraju cvesta mi jazede. Мастрав муабет е емисија за задоволство, како гастрономски, така и културолошки. А не може да имаме подобар гостин од театарската легенда Благоја Чоревски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам за Мастрав муабетот. Денеска ќе се изнаприкажеме Сигурно. за гастрономските задоволства, за културолошките задоволства, за тоа каков бил животот во минатото, каков е сега, така што има доста што да научиме и да слушнеме од вас. Се надевам. Кажете ми една споредба да направиме, бидејќи сме во стара куќа, малку да направиме една паралела со старо Скопје. Како бил животот во старо Скопје со животот во модерно Скопје? Да ви кажам, јас сум иселен од Скопје 51-ва, значи на 4 години. И јас не можам да говорам за Скопје многу. 3 града се сврзани со мојот живот. Велес, во кој што сум роден, Битола, каде што сум растен, и Скопје, каде што го поминав скоро целиот мој живот. Значи, тука сум од 71-ва. Тоа доаѓа колку? 50. 50 години сосема доволно за да... Јас кога дојдов во Скопје, значи тоа е после земјотресот, оваа куќа си стоеше, беше ова старата, но ги знам тука беа Коле Ангеловски, Даде Ангеловски, Димитар Кондовски има понатаму куќа. И беа малските дружби најспецифични за Скопје. А сум оженет за маđarmalka, стара маđarmalka, стара фамилија, Кубин, која што е прабаба е Чехиња, која се враќала од Америка и рекла, ова, Скопје ми е, значи во срцето ми останува, треба да си одат во Чешка. И остануваат и во Маđarmalo прават куќа и од тогаш живеат тука. Значи 6-та генерација внука ми е веќе 6-та генерација во таа куќа која што е, мислам дека е 6-та. Сега е син ми таму. Старото Скопје, јас по моите после представа имавме да отидеме, знаевме кај, освен нашето бифе, имаше прекрасни бифеа, Зора, бифето, каде што беа, се собираа сите, па после букет. Беа такви малски дружиња каде што одредена група на луѓе доаѓа да таму. Малско живење, затоа е тоа. Јас и сега малски живеам. Сакам кај мене блиску да имам за кафе, да седнам, фала Богу има. И пици, има и скари, има и се во аеродром, каде што живеам веќе колку? 40 и така доаѓа. 86-та, колку доаѓа? 33-4 години, ништо. Така? Да. Така да, јас не сум тој кој што може стручно да говори за Скопје. Иако, јас сум крстен во Свети Димитрија. И секојаш сум го прашувал кумот мој Прличко и мајка ми, додека беа живи, Бог да им душа прости, како сте ме носеле 47 година во Свети Димитрија? Еве го Свети Димитрија. Го зборевме и дојдов. Да. И па има таму историја. Мене ми е кум Петре Прличко. И 47 година, значи во екот на комунизмот, Петре Прличко, мајка ми, татко ми, комунисти сите, ме донесе овдека и тука сум крстен. И таму ми пише во крштеничето, роден 9.9.1947 во град Скопје. И го восприе неговиот кум Петре Прличко.
И јас ги прашував и мајка ми никогаш не ми кажа како ме донесле тука во 47 година. Викам, во Зимбил ме донесовте? Зимбил тоа е една плетена од Ајде таа мистеријата е шам, чисто. од трската тие листовите и така се плете, специјална плетка има. Тоа е Зимбил. Не знам дали сега воопшто постои тој. Не го знаев како поим. Да, да. А маџун знаеш ли? Како не знам, маџун се прави од А конзумираш? Па, Слабо. па да. Ќе конзумираш. Навечер. Не, навечер, сега благичко ми сака душата. Сакам јас благо, не бегам од. Маџунот е многу здрав. Да. Како лек, како мал, знам дека со, не знам, баба ми го правеше, со лукче, со ова, со она, против настинка, против кашлица, против испрлање на секретот. Маџун за имунитет, а ракија за дезинфекција. А тоа после со големото друштво, наше колеги од Драмски театар. Сите турцизми кои се вдомиле покрај наследството од османлискиот период, денеска се дел од архаиката, нераскинливото ткиво од нашиот јазик. Останале како аманет од едно време, кое иако е веќе измелезено со нови мирудии, се уште издивнува од секој агол. Чаршијата си има една своја магија токму со нивното присуство. Овде прозорците се пенџериња, стаклото джам, завесата перде, масата астал, желбата мерак, задоволството кејф. Мирот е раат, а уживањето лезет. Тука сметката е есап, денарот грош, кусурот бакшиш, жигот мур, печатот штембил, добрината себаб, карактерот табиет, а гратисот муфте. А меѓу сите нив, ако го задржиме стилот со турцизми, ептен интересен е зборот маџун со традиција од 2000 години. И вреден е за дискусија, затоа што е најдолговечен на ова тло од сите што ги набројавме предходно. Маџунот е дар од боговите, амброзија или нектар, подеднакво хранлив како мајчиното млеко, со природна и неодолива сладкотија. Овој збор може да се слушне и во Македонија и во Турција, иако изгледа различно и во двете земји. Кај нас е лек и дел од здравата исхрана, а во Турција е еден вид бомбона. Овој природен гроздов шербет, дури и султанот Сулејман го користел како лек со која излечил својата мајка. Овој гроздов засладувач, стар колку и грозието, е мелем за душата и извор на имунитетот. Во минатото, кога домакинките немале шеќер, сладките и колачите ги подготвувале со маџун. За неговиот квалитет и квантитет се бирале по благите сорти. Овој вкусен илјач раснел генерации бебиња и деца во јунаци и убавици. Одличен е за имунитетот, психата, срцето. Штити, прочистува, слабе е. 100% природен, тој е извор на енергија, виталност и животна сила. Наследство кое одлично и пасува на секоја трпеза. Подарок вреден злато. Што ви фали најмногу од старото Скопје? Бидејќи ова е модерен начин на живот, искрено, кога ќе седнам да разговарам со великани како што сте вие, би сакал да слушнам што е она што го красело Скопје на времето, а што го нема во моментот со овој модерен начин на живот. И задоволство ми е да ги слушнам тие впечатоци, тие искуства тогаш во споредба со сега. Како да кажам, фали поголемата дружба. Еве ќе поидам од театарот. Ние
после представа или после проба обавезно одевме во бифе, седнувавме и разговаравме. Покрај сите други работи, ако немаш представа навечер, нормално дека ќе се напиеш. Во секој случај, мислам дека таа дружба, таа искреност која што ја имаше тогашниот скопјанец и сегашниот е многу поразлична. Темпото, брзината, времето во кое што живееме такво какво што е. Тогаш имаше и тогаш некоја завист, ама не беше како сега, злонамерна. Беше така види го бе мајко, како тој успе ова да ја џапне или да ја види со таа женска да излезе, а јас не можам. А тоа не беше злонамерно. Беше сепак поинаков беше живот. И тоа корзо беше поинакво. Ете така. На Влашки е крава. Што е на Влашки? Ете така. Крава, така. Не, тоа како деца. Како деца рика. Сонцето, малце дзирка, раце во джеп, Да. камен ладно. Па ладно е. Се треба вака да правиме цело време. Може не е Каиро, ама сега. ќе заврши работа. Деста. Ако сакаш и на боза ќе те носи. Моде. Сега продават и боза тука? Не, Па нема тука се знае ке дека балчиња Апче го спомна. Апче, да. Ги мешам стално. Кажи, кај сакаш таму ќе одиме. Не. До Пеко, ќе купиме некои чизбици, до Пеко ќе отидеме. По кломпи. Па сигурно, што сега, ќе му ја мислиме толку. Убава си е тршијата. Таа ама е модернизирана, како да кажам. Модернизирана, пак стара е. Ама е модернизирана, не. Штом ги имаш овие за спуштање, таа не е таа. Тие беа, нели, како се вика, тие железните кепенци. Сакаш венчаница да си зелена? Не знам, Кај да си може да ќе се ожениме кога тогаш? Не, ама гледам се повеќе продавници, а помалци има за наетчиња. Па нема, види, ако не го стимулираш за наечиството, како сакаш да има за наечи? Да, Треба да го стимулираш тоа. повеќе каиш и повеќе Сега не злато. ништо не прават злато тука. Да ти Кој купам прави? ланче, Не, огрлица. не. Многу убаво мириса, морам да ти Але признам. ти значи гладен си, ти што Гладен. ти мириса, толку гладен си. Чаршијата е спој на еден куп култури, На на традиција, ориентот со на- западот, така. на традициите, На на традициите. вкусови, На еснафот, на еснаф. на честноста. А ти си мераклија на јадење исто. Јас сум, од секоја сум бил мераклија. Си доаѓаш во чаршија да си каснеш? Сега многу поретко од кога стана ова со ковидот, многу ретко. Не заради друго, тука има многу движење. И е сега поготово со тие англиски Занзибар, не знам од каде. Од секаде ги има. Да, и од сегде можеш да имаш, така да не е баш многу. Интересно е. Не знам, има доста сувенири, ама многу малци има традиционални работи. Нема, тешко. Да сакам се- нешто да ти подарам, не можам да ти подарам. Те мора да прошетам уште малце, да дзирнеме што има. Еве, пишува антик шоп. И на француски го има. Сега не знам дали треба да ми подариш нешто. Ако веќе подари нешто од банкнота некоја. Поголема. Јас ќе си купам сам што така. Во плико. Па нема се ова. Тоа е модерно сега. Јас дури и ова не е правено кај нас. Ќе најдеме нешто? Денеска сме во прошетка на чаршија. Ќе си најдеме нешто. Во меѓувреме ќе се. си поправиме. Чекај се ова. Муабет? Ова кај сме? Немам поим. Сега ќе ти кажам. Ајде. Овдека ја снимана, сме снимале ова, што го гледаш тука, тука сме ја снимале комедијанти. Кај одиме сега? Ништо, одиме тука да видиме, тука е кај што сум снимал, да ти покажам. Ајде. Тука има и за спиење. Од тука влегувавме, таму снимавме, да врне дожд, ама не би текнува како се викаше. Како се викаше ова претходно? Шар. Шар, да. Шар. Од таму внатре беше и снимавме врнежи и седат. Тука театарот, комедијанти го правевме тука.
Горе имаше соби, горе се сите сцени што се горе снимени. И од тука се стегува можеш по скалите да слезиш надоле. А ова е старата шар. Штета. Море и ова е фотографски од Дури пишува со стари букви од времето. На Ч. Обучар бе, обучар. Обучар. Обучар Атанасовиќ, Сотир. Сотир Атанасовиќ. А тука имаше за фотографии. Оптика некоја имаше. Тоаш кога снимавме ние. Значи ова се повеќе и повеќе пропаѓа, да знаеш. Да. Да. Види, ја мислам дека најопасното е тоа што ако не го стимулираш за нечистото, малото стопанство, тешко да ќе можеш да влечеш средства. Кој беше главниот фраер во друштвото кога бевте млад? Вие? Фраери беа секојаш постарите актери од кај нас. Гешовски, се починати, Дарко Амески, Ацо Јовановски, Илија Ѓувалековски Личко. Беа фраеришта, не беа таа. Бранко Варошлија, јас ки испуштам многу од нив, ама факт е дека, значи, рачунајте, јас сум бил на маса, сме седеле по два дена со еден од најголемите великани поети Гане Тодоровски, со Анте Поповски, со Петре М. Андреевски. Легенда. Покрај тоа што биле, нели, со еден Ставко Јаневски, што биле другари со татко ми, заедно растеле. Татко ми е еден од основачите на македонскиот Вашите родители народ. да се основачи на македонскиот. Не, татко ми е основач, мајка ми после тоа она играла и во првата куклена представа, но татко ми е еден од основачите. Он доаѓа од 8-ма велешка бригада во униформа, така и го опишува покојни Милчин. Го опишува, да, Чоре дојде со униформа во театарот. Тогаш таа држава, таква каква се уште не беше направена, размислуваше за вредностите и ги покануваше, ги викаше. Што сега е малку поразлично. Можда не се однесува се на уметноста, но многу е поразлично и во однос на медицината и во однос на образованието. Многу поразлично е. Кој е вашиот мастрав? Која е вашата филозофија што ве движи во животот? Која е вашата звезда водилка? Работа, работа и само работа. Тоа е мастрафот кој мора да го имате. 0,1%, секоја што му го кажувал, може да ќе станам досаде, а 0,1% е од Бога. 99,9% е работа. Затоа што, како да кажам, вештина, магионичарство во уметноста, во мојава професија нема. Или си добар, или не те бидува. Ние сме во стара куќа која што постои нели повеќе од 200 години, која што е негова традицијата. Има прекрасни јадења, ја зачувала автентичноста. Искрено ми е кејф што седам овдека, некако се чувствувам како да сум назад во времето. Ако може да се враќа. Ако може да се Во врати. филмот може. Искрено така се чувствувам како во македонските народни приказни, да седам и да уживам во разговорот, искрено уживам со вас во разговорот. Благодарам. Вие сте гастроном, уживате во храната. Која храна би издвоиле посебно? Видете, јас баба Нада, покојна и она, ми го даде тој надимок шорпланинец. Немам јас, се јадам. Не постои нешто што не јадам. Но секако дека сакам риба, јас ја испремам рибата, сакам зајаче, го спремам и зајачето да го направам, шпикован бут. Правам и други јадења, да речеме по мајка, бидејќи сум штипјанец, го правам и тоа јадење граф со спанаќ. Сега ако прашате како тоа граф со спанаќ, веројатно баба ми Бог да ја душа прости. Граф да, ама граф и спанаќ. А баба ми Роза, на мајка ми мајка, она сум ја гледал како го прави тоа, ама не оти сум знаел дека ќе некојаш ќе правам и јас така.
Се вари гравот, водата не се фрла, се откако ќе се цеди и се става ред грав, ред спанеќ. Спанеќ од 5-10 минути се става да се стопли, да малку да фати, како се вика тоа стручно не знам јас. И после тоа се реди, значи грав, спанеќ, додека имате тоа и турате од водата која сте го вареле гравот и тоа сето во рерна, што викаат нашиве македонците во релна. Реал. По Тоа иначе, да, по скопски е релна, ама не е релна, не е ни флизер, е фризер и релна. Штипјани викаат фридижер. Да, не, така да, тоа која не стои многу таму, затоа што е све направено едно 15 на 20 минути максимум, може вие да му додадете, но јас го сакам така чисто како што го правил. Тоа е сиромашно јадење. Сега не е, иначе било сиромашно јадење. Ова е од старите дуќани. И тука ти е, доле слегуваш капан, таму е пчела понатаму. Да, и тоа е стар, и ова е стар, само модернизирано е. Правено е модерно е. 51 е ова. Кај беше вака туристуеш. И тука колку ќе седнеме со Гиошо со ова, колку сме се очекували тука. Книги сме читале, книги. Да, бе, тавче, гравче, човече. Еве ти го, Сиромашен специјалитет тоа било. Најсладко е. Тоа е. Гравче на тавче, а? Да макаш Е, добро, ова ми се свиѓа што не го расипа ова. Ова е од кога го памтам. дрвото. Да, дрвото, не го 73. чепкаат. Да. Не е чепнато. Да Вие- знаеш дека те држам за збор за гравче со спанаќ. Да, Мора на ручек. Ќе ти направам, бе, не е проблем. да. Ќе ти направам. Мачки ручек мора да направи Бе, веднаш. чисто штипско јадење, да знаеш. Супер. Мало изненадување, а? А да видам само виното да Го видам. погодивме ли? Ау, кале. Виното е кале. Да, намерно. Одлично. Кале, Позиција овде наместено. позиција и кале Ние виното. под кале Да. со вино кале. Да. И ќе се калосаме. Така? Ајде на здравје, Ајде да на сме здравје. здрави и живи. Убаво. Убаво. Убаво, Не знам, убаво. јас дека не пијам, ама го гледам убаво. И во мириса. Да, има некои капина, што има внатре? Очуе? Опа, 2015-та! Значи, ние пиеме 5 годишно старо вино. 6. Селектирана едиција. Опа, добре. Кале, Сковин, браво. Ништо се едно вакво доаѓам на гости со гравчето кој ќе Да, ама ќе тоа е- направиме тоа е- посебна емисија тоа со е- госпели. Да, тоа е штипско јадење, да знаеш. Знам. На левиот брег на реката Вардар, во западниот дел на чаршијата, со векови бдее го чува градот импозантната тврдина со киклопски ѕидови. Скопското кале има долга и слоевита историја, уште од праисторијата или попрецизно од енеолитот. Животот овде зад овие надградувани, дотерувани, разрушувани и повторно возобновувани камења секнувал, продолжувал и зад себе оставал траги. Во времето на Самуиловото царство, калето било една од поважните стратешки точки во државата. Утврдено е дека најстарите елементи на главниот градски ѕид потекнуваат токму од тогаш, а интензивни зафати биле вршени во времето на династијата Комнени и во периодот од 13 до 14 век. За време на османлиското владење, тврдината била запоставена, а локалитетот иселен. Детален опис за нејзиниот изглед во текот на 17 век дал Евлија Челеби, а прецизно ја опишал и Пиколомини. Овој камен феникс,
од секогаш успевал да се воздигне од својата пепел, надживувајќи ги катаклизмите и наездите во инает на забот на времето. И земјотресот од 1963-та му нанесе силен удар, ничковсувајќи го заедно со градот кој си имаше душа на Евергрин. Еден дел од неа се уште издивнува од остатоците кои зборуваат за она старо Скопје кое нема да се врати, но на чии спомени секогаш и секаде ние нему пријателски може да му свратиме. Ајде сега в некоја приказна за овде. За овдека и Да. тука сум снимал. И ова, Капан и Сулијан сме играле представи на овој дел, мислам. Вака и така е публиката, ова не беше, ова го немаше. Ова е сега направено. Времен објект. Да, да. Тоа е модерно сега, времен објект. Да. И од тука се излегува. Можеме, ако сакаш да излеземе. Да. Да не Сега стоиме во... ти си ми водиш во низ ова- чаршијата. Ја не сум скопјанец, не ја знам многу чаршијата, ама сум снимал тука, сум се движел со другари, сме седеле, сме пиеле. Тоа е. Живанци. Да. Па нашите на времето се обидувале со оние намирници кои што ги имаат најмногу да направат специјалитетот тој и да уживаат во тоа. И тие мируди кои што тука виреат, тие треба да ги ставате. Ја имам сирење и винце пред мене, ама вие ми отворивте апетит со И па после графчето и со спанаќето. Ќе донесат после бере. не грават и спанаќето. Не граф и спанаќ, не. А таму сега ставаат, нели, побогато, ставаат и кременадли, ставаат и пушено месо и тоа. Не. Кога ќе го пробате тој вкус помеѓу гравот и спанаќот, веројатно има нешто. Тоа старите наши знаеле. Покрај сиромаштијата испитувале што спанаќот и гравот го имате тука, без разлика што е донесен од некаде. Автохтонија. Рековте дека уживате во храна. Како актер патувавте многу во минатото. Како шарпланинец, кое би издвоиле патување и која храна ви оставила најмногу впечаток? Која трпеза најмногу ви оставила? Па повеќе во екзотичните земји, затоа што и во Австралија, и во Канада, Египет, да речеме, бевме со една представа на Јордан Плевнеш, скоро месец дена бевме во Каиро. Ние имаме слични јадења, затоа што турците пренесле кај нас. Тоа е све взаимно давање и земање. Но нивните мируди, кои што се автохтони, такви какви што се, ме фрапирало. Значи, јас се вратив поправен. Не само јас, сите ние. Исто така кинеската кујна ме фрапира. Зависи, велам, зависи од што има. Јас не можам да речам не. Јадам многу љуто, јадам кисело многу, не е спорно. Затоа сум шарпланинец. Египет е искрено гастрономски, бидејќи сум бил гастрономски и културолошки шок. Прв пат кога видов трпеза, не е трпеза, тоа цела соба со, Да, баш со е храна, така. од пиле млеко Баш е буквално, така и рачно е. рачно. И ние сме јаделе рачно, македонците. Па добро, Мислам, сега покремивме рачно. европски вредности, мораме малку да... Не, ние сме им ги дале вилучката и тоа. Така постои барем историски. Овие јаделе со рака, англичаните и овие, да. Но зборот ми е дека се што е добро направено, а они сакаат, кинезите сакаат да ви ја покажат нивната кујна. Ние малку како да изгубивме оваа куќа, веројатно ги задржува сите тие атрибути на традиција. Но гледам, избегнуваат многу, не се прават познати градови на добри јадења, веќе гледаш дека тоа е малку прозападно. Па сега не е Каиро, што да правиме? Па зашто треба да е Каиро? Такви беа. Прошета таму? О, По чаршијата нема? да. Таму е, нема, тоа не можеш да поминуваш во Каиро, да. И кој ќе кажевме дека сме македонци, Александар Македонски. Одма. Кога сме кај традиционалните јадења, ја мислам дека треба да пробаме малце качамак и сиренце.
па потоа да го продолжиме разговорот, веќе е подготвено за нас, па после заедно со Качамакот да го продолжиме нашиот разговор. О, со удоволствие. Со задоволство. Ќе чекам со задоволство, да. Качамак, бакардан, палента, пура или мамалига е традиционално јадење кое главно се прави од пченкарно брашно. Овој стар специјалитет е балкански вкус. Едноставен, а врвен. Стара мајсторија со долга историја, која влече корен од Северна Италија. Ова селско јадење здраво, вкусно и ефтино е основа за многу комбинации. Ровкото сонце на тацна е благодет за организмот. Без разлика дали е од бело или од жолто пченкарно брашно, не содржи глутен и може да го конзумира секој, без оглед на возраста. Има многу малку калории и е идеален оброк за слабење. Одличен избор и како здрав оброк за најмалите, особено во комбинација со јогурт, џимиринки или чварки, зеленчук. Но неговиот вкус доаѓа до израз кога се сервира со млечни производи. Качамак без сиренце ви е како сутлијаш без цимет, што би рекле вкусовите си лепат, посебно ако во прилог има кисело млеко, јогурт или кајмак. Уште и ако е подмачкан со лажица путер при варењето, ама со дрвена лажица, за да се избегне оксидацијата. Тајните во готвењето не се само во состојките, тие имаат своја хемија и физика. За добар качамак има една бабина формула. Со дрвено тенко сукало или лажица се прави дупче на врвот од купчето брашно во водата и се остава на тивок оган. Кога водата ќе зоврие, дупчето станува вулкан, а брашното се стопува со водата без грудки. Но нема да се направи само, потребно е добро мешање. Ние овој качамак ќе го измешаме со малку носталгија по едни многу убави времиња. Mesila baba zeleni kot, Mesila baba zeleni kot, Mesila baba zeleni kot, dum pabledu, Mesila baba zeleni kot, dum pabledu. Колку водите во овие времиња здрав живот, кој што е, мислам дека е најважниот предуслов за долговечен живот? Не знам, тоа е прашање на вкусови, а за вкусови јас не полемизирам. Може би за вас, може би за и науката да е тоа. Ние сме се родиле одејки четвороношки. Сме биле тревопасни, па потоа стануваме кога удрил громот, кога се запалило тоа, удрило и некој животно и го изеле и така, мислам, сега карикирам, али не сметам дека е здрав живот ако одиш, вежбаш, трчаш по 10 километри. Јас тоа неам нити таква навика, нити може нешто тоа такво да ме покрене. За да јас тоа е ген. ДНК, да не кажам. Затоа и сум шорпланинец веројатно. Гле, видете го шорпланинецот колка е горе на планините. Ни студ го фрка, ни ветер, ни. И најдолго живеат сите кучиња. Па сакам да кажам, така да не знам, не. Тоа е филозофија, начин на живење Ја мислам дека се што ти дала природата треба да го искористиш до максимум, но сепак треба да си малку умерен. Јас не бев умерен ни во пиењето, затоа го оставив. Не бев умерен ни во пушењето, затоа го оставив. А другиве работи не. Во јадењето сум неумерен, уште се гледа и по мене. Не, супер изгледате, баш тоа фит. Бе добро сега за овие 73 години, 74-та, добар сум. Што би рекле србите, кој би реко? Кој би рекол. Ама сакам да кажам дека вкусот е индивидуална категорија.
Тоа што за вас е убаво, за мене е грдо. Тоа што за вас изгледа, види колку е добра оваа мода, за мене не е. Види колку е убаво и вкусно јадење, за мене може да не е. Така да, ја не влегувам во такви полемики и се извинувам што тука нема да влезам исто. Интересно ми беше бидејќи кога порачав една чашка винце за мене, ви рековте јас не пијам. Да. Ако спомнавте и пушењето и заради тоа ме навлече на тоа прашање. Да. Здрав живот, бидејќи сепак тоа се здрави навики и треба навистина човек да е дисциплиниран за да го практикува исто. Добро, јас тогаш морав тоа да го направам од пушењето затоа што ме замараше во мојата професија. Значи јас тогаш игравме по 11 представи, не знам дали сум го кажал тоа. По 11 представи игравме во неделата, во 7 дена 11 представи, детска, вечерна и кабаре, приварник на крајот. Така да и да сум сакал, не сум можел, да речеме јас во болва, во сигурно сум губел по 2-3 кила трчајки низ целиот театар за да стигнеш до крајната сцена посебно да ја направиш. Така да или во ревизор, каде што имаш 20 минутен говор, тоа исцрпува. Јас никогаш нема да го заборавам мојот кум. Игравме во Полнета птица од Фадил Хаџич, заедно игравме со него. И за да не вози тој, он имаше во тоа време Ford 17M, тоа беше кола. Како сега да имаш Бентли, не знам, Да, во тоа време ако има странска кола, значи и он имаше внатре во колата плочи од тие малите, пушташе грамофон, имаше специјал, како сега што имаме радија со CD-а, тоа беше такво, тоа донесено од тоа Америка. време откровение. Тоа беше, влегуваш на одма две женски фаќаш на тоа само. Ете го правилно. Да. И ќе го носам јас имав Рено 4 и му викам куме јас ќе те носам и ќе те зијам, нема што да возиш ти. И обавезно кога ќе стигневме, кума Нада правеше тенџере. Лажица викаше, куме, после представа Лажица. Сакана, манџаре, одлично. Само немојте да буде салата од кугличних лежајава и она кардан торта и тако нешто, немојте тако вам Бога, молим вас. Јас никогаш не сум доручкувал, малку или повеќе таа навика ми ја сади кумот мој и кумата. Значи обавезно ќе го извади тенџерето си црпи, со лажица не е суво. Месо парче не е тоа. Ќе изедеме по една, втората чинија веќе, тој седнува, кој да му е тука, седнува, пурата ја пали, гледа вестите, чао, пријатно. Сега си. Да, не, си оди, готово, нема. Но и тоа ми стана навика. Сега помалку, како стареам, помалку сакам да вечерам, зашто веројатно и ми пречи тоа. Но сакам да си каснам, убаво нема што да се лажеме. Живееме во едни турбулентни времења, поготово овие последни 9 месеци. Колку короната ви ги промени животните навики? Вие сте актер, сопруг, татко, дедо. Колку се промени вашиот живот? Верувам дека на Па можда 180 степени. Можда не би ги рекол јас толку промени колку што не направи поблиски во дадени сегменти од живеењето. Ми недостасува тоа што не можам да се видам со внука ми како што порано, да ја зеам од школа, да си поседиме заедно додека дојдат нејзините родители да ја земат. Тоа да. Но во суштина јас и до вчера работевме нова представа, само за жал што не ќе можеме сега. Пробите со филмот ги продолжуваме. Така да јас немам, сега доаѓајќи за снимање, разговарав со мојот добар пријател Гоце Ристовски, разговараме за нов текст, Деветка се вика, негов текст, кој што првично е направен во Нови Сад, значи во друга држава, а не е направен кај нас. А јас сум поклоник на домашниот текст, на тоа што е на нашиот домашен збор пишан, кој што е па уште подобро, кој што е добар. Тешко оди. И ние сме доста погодени како уметност. Тешко оди, многу е тешко.
дури и таговно би рекол. За младите повеќе ние пак некаква кариера нели направивме во овие 45-50 години колку ќе ги правам јас. Но тие млади тамам во најполната снага кога мислат тие дека може да одигра и Хамлет, да го одигра и Отело, и Дездемона, и сега да не ги редим и Офелии. Они морат да се прилагодуваат на некои текстови кои што нема да направат ширење на заразата. Не можеш ти да играш Дездемона и Отело од 2-3 метри. Да. Мачевањето ај може да го направиш во Хамлет, Капулети и Монтеки. Но другото, Офелија и мора да се блиско. Сцената со актерите, како ќе одиграш на 2 метра, нема. Така да, но се прилагодуваме, да. Во време на инстант успех, ние се враќаме на вистинските вредности и на вистинските уметници. Еден од нив сте вие. Мислам дека јадењето ќе ни се подолади, предлагам уште малку, па понатаму да продолжиме со професионалниот дел од разговорот. Ние не избегавме од јадењето, тука не е. Јадењето ќе ни се олади, може да ни избега. Тука не е, благодарам. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна, вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Добар ден. Се извинувам, возот за Добар градско? За градско, Да, во колку часот е? за 5 минути поаѓа. За 5 минути? Да. На кој перон? На перон 3. На перон 3? Да. Може да Од- поминеме да. преку пругата? Не, преку прудата не. Не сме. Добри сте? Вегета. Нешто сте ми познат. Па сум познат, во Скопје живеам. На телевизија ви имам гледан. Да, имам и на телевизија. Имам. И во ВОС и надвор од И во ВОС. ВОС, и во Булки, и во Шини, и така. Има. И Јага и Бек. Има, и Јага, и Бек, има и ревизори, се има. Ама добро ти стои капат. О, како да ми е специјална. Ова е Ж од Југословенски железници. Duša boli zna, se ti prosti mi, se zaboravi. Ćao, adio. Одиме по железничка и Да. искрено, Чувствуваме убавиот ладен ветер. да, и чисто е Скопје, морам да Чисто, признам, да. чист е Се- воздухот, многу е во за дишење. Да. Муабетот ми беше Во договор е градоначалникот со ветерот. Да знаете, тоа е. Скопје, Скопје, чудно ненагледно, с твојта убо срцата ми се крие. Срцата наши ти ни се леѓеше, но на крајот свеста ми ја зедеше.